Великденски радости. Црвено-бело дебело, црвено-бело дебело. Ана го слушна гласот на мајка си и почувствува како нешто топло и мазно поминува по нејзините образи. Ги отвори очите, а мајка и повторуваше: црвено-бело дебело, првото великденско јајце е вапсано. Ама мамо, нели ми вети дека заедно ќе вапсуваме и украсуваме? Ништо не правам јас без мојот мал помошник. Не мурти се, ќе те чекам да се вратиш од градинка. Знаеш дека и јас мора да одам на работа, и објаснуваше. Само да не го заборавам јајцето што треба да го боиме в градинка, подсети Ана, истекнувајќи се во креветот. Какво заборавање, подготвено е, само што се излади. Го стави во салфетка, па во кеса. Безбедно е, не грижи се смееше мајка й. Ајде побрзај, станувај. Времето во градинка брзо помина. Цел ден украсуваа великденски јајца. Ана се врати пресреќна затоа што учителката многу е пофали. Нели е убаво, мамичке, погледни, се радуваше Ана, покажувајќи го јајцето што го украсуваше во градинка. Бидејќи сакам еднорози, сакав и јајцето да биде еднорог. Види, му направив рог од хартија, објаснуваше. Мајка и го гледаше јајцето воодушевено. Се уште немаше видено јајце еднорог. Кога ќе ги украсиме и другите јајца, ова ќе го ставиме најгоре, и рече. Едва и чекам, се радуваше Ана. Мајка и веќе ја имаше подготвено масата. Во една кафеава кошница беа наредени само црвени јајца. Во другата кошница имаше жолти, виолетови, сини, зелени и розови јајца, подготвени за украсување. Ана седна на столот, зеде боички и почна да размислува како ќе ги украсува. Мајка и купила и лепенки во различни форми. Имаше и светки кои Ана умееше вешто да ги става врз вапсаните јајца. Сакам жолтите да бидат пиленца, а зелените папагали. На сините ќе им залепиме облаци, а на виолетовите виношито. Еве овде малку светки и супер ќе бидат, размислуваше на глас. А розовите како да ги украсам, се прашуваше Ана. Знам, ќе им нацртам цветови, се сети Ана. Мајка и внимателно ја слушаше. Така седната покрај вапсаните јајца, Ана и наликуваше на мала расцрцорена ластовичка. Овие ќе бидат најубавите великденски јајца, и рече, а ти си моето најубаво, најголемо, најшарено, се смееше мајка и ја чистеше од светките кои беа залепени на косата и лицето на Ана. А Ана светеше од среќа, создавајќи го својот волшебен великденски свет.